За доцнето и во мал број. Само 8 пациенти го добија долго очекуваниот лек за цистична фиброза трикафта. Од 8 мината, 7 се возрастни, над 18 години и едно е дете. Директорката на детската клиника најави дека ќе направат напор во скоро време да се обезбеди терапија за уште 4 пациенти. Оти со пониската цена им останале пари од сегашната набавка. Но дали останатите ќе останат на цедил? Лекот е пристигнат утрово на клиниката за детски болести и веќе ги примаме пациентите кај кои треба да започне терапијата. На клиниката примаме околу 6 пациенти, а 2 пациента ќе се водат на клиниката, универзитетската клиника за пулмологија. 2 се навистина во критична состојба и тие ќе бидат третирани на клиниката за пулмологија, така да ефектот од терапијата тука е неизвесен, меѓутоа секако ќе пробаме ако можеме да им го подобриме белодробната болест. Од Асоцијацијата за цистична фиброза се оптимисти дека здравствените власти наскоро ќе обезбедат трикафта и за останатите болни. 30 пациенти треба до крај на годината да добијат лек, а за наредна година да се покријат најголем дел 90% од пациентите, што значи некоја 3-годишна програма, да речем, би се направила за сите пациенти до крај на третата година да добијат терапија. 45-годишниот Благој Челиевски не го дочека лекот трикафта. Најтешко болниот пациент од цистична фиброза почина пред 1 месец, откако 3 години чекаше да го добие лекот, кој власта ветуваше дека ќе го набави. По неколку години чекање и лажни ветувања, Илиевски ја загуби битката со болеста, додека македонските власти бараа начин како директно да го набават лекот за да заштедат на трговска маржа. Инаку во земјава има околу 140 пациенти од сите возрасти со цистична фиброза, на кои лековите живот им значат.